Добро вечер на сите. Му благодарам на Марко за воведот за шлагвортот. Му благодарам на филозофскиот фестивал, кој што еве повеќе години наназад не радува со овакви филозофски теми. Еве мене ми припадна честа и обврската да зборувам за носталгија на Тарковски, неговиот прв филм снимен во странство. Може би малкуцка излезене надвор од неговиот опус, затоа што не е толку популарен, ако ништо друго, барем во нашата јавност, но еве сега имаме можност да го погледнеме и на овој начин, односно на големото платно. Затоа што и Ана пред малку рече дека нема да кажуваме спойлери, иако мислам дека спойлери за Андреј Тарковски не се можни, затоа што неговите филмови се интимни и длабоко филозофски, така да спойлерите и не се важни, и содржината на филмовите не е нешто важна, колку што е важно она што тој сака да го каже. Меѓутоа, сепак, јас ќе се навратам, ќе зборувам за неколку теми, ќе гледам да бидам што попрецизен, иако ми се нафрлени овака темиве кои што сакам да ги наметнам. А тоа е перцепцијата наша за Тарковски, перцепцијата на Тарковски за уметноста, генерално, особено нормално за филмската уметност. Ова од вашата лева страна, значи на платното, е списокот на 12 омилени филмови на Тарковски. Напишани се со кирилица, не знам дали во задниот ред можат луѓето да ги прочитаат. Значи имаме советско кино е најгоре. Претпоставам дека тоа Тарковски мислел на немиот период на советското кино, со посебен акцент на Александар Довженко, украинскиот режисер од немиот период. Па потоа иде не Кенджи Мизогучи, не знам, Бунјуеле после советското кино, јас колку што можам да препознам, Бергман, се надевам дека е Персона, Бресон е тука, Куросава, 7 самураи, мислам дека е тука. Меѓутоа ги имам овде транскрипција од неговиот ракопис, па можам и да ви ги прочитам сите кои што се, значи Diary of Count Priest од Роберт Бресон, Winter Light од Ингмар Бергман, Назарин од Бунјуеле, Wild Strawberries од Ингмар Бергман, City Lights, светлините на Велеградот на Чарли Чаплин, Угецу Моногатари на Кенджи Мизогучи, 7 самураи на Акиро Куросава, Персона на Ингмар Бергман, Мушет на Бресон и Жената на Дините од Хироши Ташегара. Тоа се неговите генерално омилени филмови. А сега, како што Марко Пјачатели пред малку рече, филмот е снимен во 83 година, се извинувам. Тарковски 79 година е прв пат доаѓа во Италија и започнува со работка. Значи, он веќе има некоја идеја за тоа каков филм ќе снима и започнува една соработка со сценаристот на Микеланджело Антониони. Сега ќе видиме еден инсерт од филмот Патување во времето од 82 година, документарец кој што го имаат снимено тие двајца. Тарковски создава собствен концепт за уметноста и тоа е нешто интересно, меѓутоа во тој концепт ги инкорпорира и сите овие автори.
Покрај тоа, он создаде еден морален концепт на уметност, каде што моралот е едно со естетиката. Нормално можеме да зборуваме долго за филмовите на Тарковски, меѓутоа со овој пристап, овака малкуцка поразличен од претходните излагачи, предпоставувам, сакав да пополнам една дупка во откривањето на тој уметнички концепт на Тарковски, кој што и ден денес е актуелен и еве, со вашето присуство уште живе. Тарковски овој концепт го има образложено во неговата книга Вајање во времето. Ова е српско издание на Вајање во времето, каде што детално ги обработува сите аспекти на кинематографијата и уметноста Андреј Тарковски. Он не само што зборува лично, интимно за неговите филмови и за неговата кинематографија, туку и за неговите концепти на поединечни сегменти на сопствената кинематографија, како што се камерата, музиката и слично. Не знам, раскажува за неговите соработки со разни сниматели. Овој филм конкретно го има снимено Лучано Тиволи, кој што е еден од најпознатите италијански директори на фотографија. Пред некое време имавме прилика да го гледаме филмот Леб и чоколадо, кој што он го има снимено. Во кадарот беше и Тонино Гуера, кој што е сценарист на филмот кој што вечерва, играниот филм што вечерва ќе го гледаме, Носталгија. И сега, како што реков пред малку, мислам дека некојаш има и различни мислења за тоа што значи и што представува Тарковски. Не знам, ќе слушнеме дека и тоа не е погрешно, мислам, затоа што неговите дела сепак во една како она максима, односно она книга на Умберто Еко, опера Аперта, представуваат едно отворено дело и секој може да ги толкува според сопственото расположение или сопствениот капацитет. Така да, меѓутоа, често велат дека обично Тарковски не го предпочитал тоа, дека он создава собствен универзум или јас пред се би рекол дека е тоа овако интроверзум, значи универзум на душата на трешниот немир, отколку што е универзум. Универзум создаваат овие Џорџ Лукас и Спилберг со тие нивните Војни на звезди и слични работи, не знам, Симпсонови во телевизијата и слично. Меѓутоа, она што го работи Тарковски е сосема обратно. Значи, он зборува за уметноста, за неговото гледање на уметноста, за жртвата повеќе отколку за само жртвата и жртвувањето, според мене. И за хуманоста. Пред се мислам дека е исклучително хуман автор. Не би рекол христијански посветен, туку религиозен. Значи, човек кој што верува во и уметник кој што верува во надприродното, па дури на едно место, затоа што во оваа книга, значи Вајање во времето, он раскажува една анекдота со познат руски добитник на Нобелова награда за физика, каде што на неговото прашање дали верува во Бога, физичарот одговорил дека верува, и сега тоа го има ставено Тарковски. Меѓутоа, длабоко верува и во комунизмот, и во правдата, и во праведноста, па затоа сигурно едно 30 пати во оваа книга го има цитирано Маркс заедно со Енгелс или нешто слично.
и нивната перцепција на уметноста и нивниот начин на видување на уметноста, а истото тоа го има направено и во неговите дневници, затоа што тоа е исто одлична литература за Тарковски, затоа што неговите дневници се објавени, он има водено дневници, мислам дека од 70-та година па се до неговата смрт, која коинцидира со инцидентот во Чернобил во Украина, и имајќи предвид дека сите негови филмови се малкуцка предапокалиптични или постапокалиптични и на таа тема, секако тешко му паднало и тоа. И конкретно за филмот е нешто да кажеме што вечерва ќе го гледаме, значи се работи за носталгија. Еден од деловите во носталгија, нормално во оваа книга се однесува и за носталгија, и Тарковски за овој филм ќе каже дека ова е неговиот прв филм снимен надвор од татковината, и нормално дека е снимен со одобрување на филмските власти, што значи властите на СССР во тоа време. И во тоа време тоа го примил здраво за готово, имајќи предвид дека овој филм треба да го прави за неговите сонародници во Русија. Меѓутоа, случките биле такви какви што се, и него му била ускратена таа можност да го прикаже овој филм пред неговите соработници, пред неговите сонародници. Сакал да сними филм за руската носталгија, и он конкретно вели за таа состојба на ум која што е карактеристична за нашиот народ, значи на рускиот народ, кој што влијае на русите разделени од татковината. Мислел дека е тоа негова патриотска должност, барем според неговото сваќање на тој поим. Сакал тој филм да зборува за судбинската поврзаност на русите со нивните народни корени, минато, култура, место на раѓање, семејство, пријатели, за поврзаноста кои што тие ја носат со себе сиот свој живот, без оглед на тоа каде судбината ќе ги фрли. За русите, значи тој вели дека ретко кога се прилагодуваат на околностите за живот во странство, дека не ги прифаќаат условите на новиот начин на живот, и целата историја на руската емиграција го потврдува западното гледање на фактот дека русите се всушност лоши емигранти, како што ќе каже Тарковски. На сите им е позната нивната трагична неспособност да се вклопат во туѓата заедница, и позната им е и незграбноста на нивните неуспешни обиди да се прилагодат на начинот на живот во туѓина. Ова е, значи, мотото на филмот што вечерва ќе го гледаме, секако во стилот, духот, со тој хуманистички пристап на Тарковски. Ќе видите некаде при крајот на филмот ќе проговори и Бог од некоја страна. Се надевам дека не ве отеков многу, дека ќе уживате во филмот вечерва, и се гледаме утре на последната, или задутре, да, утре е ова, да, задутре. Ви благодарам многу, а ќе им оставам на Ана и на Љупчо и другите колеги од организацијата на филозофскиот филмски фестивал да се потрудат, да се помачат. Оваа книга, исто како што го направивте она со книгата на Вим Вендерс. Тоа е планот, да. Затоа што мислам дека на овој начин со тие две книги, со дневниците на Тарковски и со оваа книга која што кога е објавена 86-та година станува инстант хит овакво на запад, и навистина го објаснува
го објаснува неговиот авторски стил до таа мера што и јас и сите други сме непотребни овде на оваа сцена и мислам дека тоа ќе пополни и таа мала дупка која што остана од нашето восприемање на Тарковски на ова издание на Филозофскиот филмски фестивал. Уште еднаш им благодарам на фестивалот, уживајте во проекцијата и живо ме интересира што друго ќе ни смислат колегите од Филозофскиот фестивал. Фала и на италијанската амбасада, секако и на Марко.